гостин е Давид Давидовски, познат под надимокот Ајкон. Он е дипломиран новинар, познат по медиумите, познат по што друга? Како водител, сега во последно време колумнист, и можам да кажам дека сум познат по тоа што ќе го кажам следно во оваа емисија. Чест ми е што сум во твое присуство и чест ми е што гостувам во оваа прекрасна емисија. И мислам, благодарам исто така. Сакам да те прашам, надимокот Ајкон, се чувствуваш како икона на Македонија или? Па не на Македонија, како икона на својот живот, можам да кажам. Една модна икона во Македонија, инаку икона во Македонија во една модна смисла, да. 23 годишен си, Да, познат, 2002. ете така, познат по, мислам, младинава многу те следи. Последната емисија ти беше на телевизија МТМ, колку што паметам, така? Прва скопска, да, таа фреквенција МТМ ја купи, нели, газдата во телевизијата во која работев, еден интересен човек, познат новинар, многу добар новинар, така да веќе не сум дел. Еве тоа јавно. Зошто не си дел? Не ја знам причината. Јас бев првиот водител во таа телевизија од кога нели се ребрендираше во прва скопска телевизија. Сопственикот ми се јави, дојдов на разговор, ме прими одма. Поздрав до Никола, тој е популарен новинар. И јас, тој човек... За Никола Тасев говориш, така? Никола Тасев, да, шармантен дечко со брада, Го со знам, коса, да. Одличен човек, но не ја знам причината зашто таму не работам. Инаку морам да кажам дека јас за тој човек никогаш во животот нема да кажам ништо лошо, затоа што иако сум новинар и водител и сум правил различни и најдобри емисии кои што биле доста вирални, некако дали ради годините или ради други работи кои што ќе ги дебатираме секако ме забрануваа. И Никола беше првиот кој што ми даде шанса и прилика да творам на телевизија, затоа никогаш таа добра нема да му ја заборавам. Инаку да, ќе кажам искрено, ова не е некоја лажна скромност, тука е чиста вистина, јас ја изградив таа телевизија, јас ја направив популарна, затоа што за жал денеска телевизиите пополека ја губат, нема да го кажам тој збор, ја губат својата гледаност. Како што било, например, некогаш. Како што кажате, кој да сака да стане популарен, станува популарен. Но колку ќе трае таа популарност? Види, еден паметен човек ми кажа, види, Давид, TikTokот, Инстаграмот може би еден ден ќе изумрат. Како што веќе не е толку популарен Фејсбукот. Сепак они традиционален медиум, телевизија, па дури би кажал и радио, како и да е, пак се тука секогаш достапни. Ако сакаме да се информираме, пак ќе си пуштиме ке да знаеме што има нова. Јас му можел да кажам... Ама повеќето се сега за таа информација на YouTube. Да. Тука се достапни сите емисии. Апсолутно, мислам, да. Јас од моја гледна точка кажам, па и телевизија ретко и телевизија се љубевуваат емисиите на YouTube, и прва скопска имаше YouTube канал. Достапна Јас можам да кажам дека таа телевизија ја чувствував како свој втор дом, ја чувствував како да е моја. Таму бев и водител, и новинар, бев и мијача садови, и чистач, и себев, затоа што ја сакав како да е моја. Но јас ја изградив, јас го направив Instagram профилот, и сите најгледани оние рилови со преку 600.000 views се мои. Јас вработив повеќе мои колеги кои што станаа таму и не ми се јавија ниту еднаш да ме праша Давид. Еден ми се заблагодари, Бамбакис ми се заблагодари, ми се заблагодари, ме почасти. А другата девојка која што работи во прва скопска како водител, тоа е Ангела Апостоловска, ако не се лажам, таа никогаш не ми кажа, Давид, благодарам што еве творам на телевизија, и никогаш не ме праша зошто веќе не си дел од оваа телевизија во која, нели, ти направи јас да работам. Ти си доста ексцентричен, значи во зборам за твој стил, нели, за облакање. Сакаш да кажеш дека го искористија тој момент на тебе, така? Да издигнат би кажал дека да. А која е причината сега? А отпосле го смени стилот. Види, тоа беше желба на Никола. Кажи ми за почетоците, како дојде ти во комуникација со Никола ти понуди да бидеш водител кај него? Еве да прашам, имаме публика, дали имаме време, простор, јас да си раскажувам, пошто мојата приказна е долга и широка. Имаме време. Еве, ми дава знак дека можеме. Одлично. Публиката ти е совршена. Благодарам. Вака сега. Јас, long story short, што би рекле. Јас мојата кариера ја почнав, нели, 2022 година, кога не постоја социјални мрежи, кога не бе толку актуелни. И се ја почнав традиционално, нели, си бараш работа, ово, сите врати ми ја затворени и ради моите години, имав тогаш 19 години. И единствен човек во Македонија кој што ми даде шанса да творам беше Дарко Гелев Брейк. Он е собственик на неколку радија во Македонија.
Он те грбат за сето? Поддршката? Поддршка и тоа голема. Значи не те гледаше како Некој што ќе му донесе пари да ми искористи. Не. Он немаше никаква финансиска корист од мене. Никаква. А имаше проблем со стилот и начинот на твоето Не, облакање? може би имал проблеми со младината негови те знае, нели, пријатели. повеќе? А. Со негови пријатели може би Веројатно имал го проблем. прашувале зошто ти се дружиш со Давид. Зошто му даваш поддршка и зошто буквално го финансираш едерот? Тоа сум го слушал. Но тој тоа никогаш не ми го кажал Брейк. Секогаш ме поддржувал. Ми давал совети. Чи карактерот ти го гледал? Да, му и давал совети и он искрено на 2 години имаше финансиска загуба со мене, затоа што на некој начин јас го искористив него. Он ми даде студио, да снимам, да работам и најголемите звезди сум среќен што ги донесов. Инаку дел сум од неговата моментална радиска екипа на Метрополис Радио и тој човек е создателот на Давид Видовски Ајкон, така да Брейк... А каде он го нема ниту во јавност никаде? Ја не знам што ме на тој човек. Значи му викам, Баш треба накаде дојде се- да снимиме емисиичка, дојде направиме нешто интересно, дојде кај Агнеса. Не сака се срами, верувај ми, се Па ништо срами. ќе го срамиме ние. Мора да се срами, не сака да гостува, не сака да се експонира. Добро, факт е дека пред 2 години направи бум, 4-5 концерти напуни. Бум направи. Така да не знам што му е на Брейк, само знам дека истиот шармантен дечко како и порано што бил истиот си е сега. Добро, ми завршува таа емисија, моја прва авторска емисија, ти реков ми рече која што беше прва YouTube емисија, после мене почна и Стефан и многу други. И ми заврши тој проект и добив понуда од Александар Ристовски принц. Сигурно го интересно, знаеш. Леле, дај тој кај ти тека. Принц еве пополека се враќа на сцена. Он ми се јави за 1 април, дека мове да не ме да се совркава со мене. 1 април 2024 вика Давид, праваме една голема емисија, сакам да ја водиш, музичка емисија, хитмейкер. Јас прифатив со доволство и ми рече за пари, ја му реков пари не ти марам. Затоа што ќе работам таа емисија за без пари и така и беше. Затоа што прв беше што со негов буџет финансираше предобра, преексклузивна, пребогата музичка емисија за македонски пејачи кои што рака на срце пол од нив не ги знаев кои се. Луѓе 40, 50, 90 години постари од мене. Значи не ги знаев, а порано биле мега звезди. И он ја реинкарнираше музичката естрада, музичката сцена, јас бев за тоа пресреќен како вистински патриот. И јас таа емисија работев без пари. И веќе кога дојде времето да се емитува таа емисија, за жал неколку јаки фаци од државата го забранија тој проект. Зошто ти го забранија? Кој е Затоа причината? што сум се облекувал екстравагантно. Затоа. Да бидам директна може? Да. Делумно како жена, така? Не бев таму како жена. Добро. Таму не бев, таму бев со некои примеси по ексцентрични од сега што сум. Објасни ми го тоа. Зошто, што те доведе да се облекуваш така? Значи, кога ти Така сум почувствува? роден. Е тоа, објасни го, зашто сакам да му објаснам на младинаве и другиве што не гледаат, зошто и како. Така сум роден, види сега. Од дете си пратам америчка Од сцена. колку години, мислам, онака ти дојде? 6-7 годинки? Од 15, значи. Добро. 14, Почувствува дека поубаво се чувствуваш? Дека сум дете и дека не поубаво. Дека секогаш сум сакал да се занимавам со оваа јавна работа. Добро. Секогаш, затоа и запишав ова. Но дете сум, појма немам, моите се занимаваат со сема трета работа и појма немам дека Македонија ова нема да успее. Ама млад, храбар, со глава идеш во зид и почнав да се облекувам екстравагантно и сватив дека само си го уништив животот со тоа. Еве проекти ми забранија, не еден, 2-3 проекти ми забрануваат да се емитуваат. Кај нас се ограничени Во Македонија. затоа, тоа, да. Сум се соочил со такви неправди. Мене секогаш сум се карал и ми било криво зошто еден човек ако стави вакви ночери, ако стави ова, ако се облече поинакво од групата на мажи, зошто тој човек да биде забранет, а не прави ништо лошо. А луѓето кои што, се извинувам на мојот израз, шмркаат кокаин, односно конзумираат дрога, се јавно експонирани на сите телевизии. И мене тоа ми беше криво. Зошто јас во животот не сум пробал ни дим од марихуана. И мене тоа ми било криво и затоа сум вика ти си супер се, ама вика не поднесуваат мажи кои што навидом нели. Јас мислам, Личат- моја мисла дека ти си бил љубител на високата мода Да. и си сакал нешто да. Да ти кажам бев љубител на Јелена Карлеуш, на Леди Гага и на многу други мажи. Ти се Лил, како ексцентрични публика, ликови, вие да. сте помлади, Лил Накс, како се каже тој? Лил Накс. Дечкото каков е? Ама милиардера.
милиардер, но живее во едно место кое што, а тоа е Америка, кое што нуди многу можности. Во Македонија тоа не. Во Македонија многу ме отакувале, ме забранувале, ме навредувале без причина. 6 март ми се јавува Кристијан Станковски Бамбакис. Ние работевме Каркаст и заеднички и он ми вика... И со Дариот Јанковиќ нешто имаш нека мисија, Да. и за тоа да ми кажеш. Ми се јавува Бамбакис и ми вика, друже, што работевме, дед сол, вика, не иде, не те сакаат ово. Да си жив и здрав. Ми се јавува Принц, 6 март. Ајде се видиме, ајде. Давид, те забрануваат сите. Иди си, шо ти кажам. Јас викам, јас ки се од државата. Те забрануваат сите. Паметен, се е тоа храбар, ама вика ова ке нас не пали. Джабе што е интересен. Вика, ние сакаме, ние сме се навикнати на конзервативност, на обични мажи. Добро. Што ти значи Што универз? мислиш, кој ти ставал сопки во секоја твоја емисија што си имал до сега? Можеби 4 мојот- мислам дека имаше. Може би мојот јазик, мојата искреност, отвореност, а може би и луѓе кои што го мразат мојот лик и дело. А имавме многу такви кои што ме мразат без причина. И јавно се карале со мене, ме вреѓале, кои што се многу моćни. За жал во ова олигархиско време во кое што живееме, олигархиско општество, слободно би кажал така, знаеш како сите некако се другари, познаници, пријатели, и јас сум другар на Агнеса, среди ми е та работа. Непотизам и така натака. Завист, многу завист. И завист, Бидејќи завист. го гледат твојот потенцијал Мене на ми се, раст. јас пешачам секој вечер пешачам. Ладно, топло, секој вечер пешачам, ме сретува дете. А се сликаме, викам, ајде. Ја вика 17 години и вика сакам да сум пејач. Викам, ајде, ќе те направиме пејач. И тоа го нема кај нас. Ево Дојде, ќе спомнам го Цеца, стави во ги зема од емисија. кај нас еве двајца во бек се со неа пеат. Од Ники Македонија зборам. И да. А кај нас го нема тоа. И јас го ставив во емисија со Кристина Димитри, која што е стварно голема звезда и популарна. Со Кристина. И згодна е, згодна О, девојка. Кристина е. Да. Мене ми се- Јас се викам Кристина Дигалица. Дури мислам дека и она го имат истиот проблем го има за како се облекува, нели? Мислам она се облекува со доза на секс полесто е апил. затоа што сепак е жена. Е жена, така е, да. Сепак. И јас секогаш сакам да помогнам, исто си и ти, пошто се знаеме, исто си ти секогаш сакаш да помогнеш, но за жал кај нас постои завист. Зошто Македонија секогаш, ние се жалиме секогаш ја напаѓаме политиката, или на оваа влада, или на претходната влада, или на било која. Не е владата крива за ништо, народот е крив. Помеѓу народот, влада е завист и омраза. Мене ме забранија проект цел. Значи, јас имав трошоци, гардероба, превоз, виште, влог некој. Тоа никој не прашува Давид колку изгубил. Тоа е жртва, знам по мене, така е, да. Да, Тоа е никој жртва. те не прашува Давид колку изгубил. Забрануваат проекти. Што значи кога си честен и добар човек? Ова е апел, ова е моја камера. Ова е апел до сите млади луѓе. Никогаш во животот да не правите злобни дела. Секогаш ако можете помогнете, само немојте да му направите на човек зло. Јас тога 6 март, јас бев утепан. Јас сум се соочил да видам како мои родители плачат на 6 март, затоа што им беше криво. Да. Зошто вика татко ми тогаш зема да се јава по телефони? Вика ајде, вика се беше човекот пренервозен, вика што има лошо направено? Што го забрануваат? Заврши тоа со Принц си направи посебна емисија, се од почеток стими со друга водителка, сега гледам дека тера сами он работи на Прва Скопска, така да му посакувам многу среќа. Универзумот ме награди дека 2 месеци потоа истиот Принц ми се јави и ми рече Давид има надеж за тебе. Никола Тасев отвора телевизија, дојде да работиш во таа телевизија, отидов, потпишавме договор со Никола. Не го испочитува тој договор, но да ми е жив и здрав, знам дека он секогаш знае дека единствен пријател во неговиот живот вистински сум јас. Поздрав до Никола. Поздрав до Никола и од мене. Кажи ми за сега што имаше последното, нели, нешто како вести беше емисијата така интересантно. А, со Дарио. Со Дарио Јанковиќ. Еј, сакам да си го поздравам Дарио. Да, Дарио Јанковиќ. Баш вчера го оговарав. Во позитива. Во позитива, да. Со на наша нели позданичка која одамна се не ме чуено и вчера нешто ми се јави, зборевме за Дарио ово она и баш сакам да ја поздравам неговата сопруга и неговата ќерка Ана Марија кои што се една прекрасна фамилија. Да, прекрасна. Дарио сака ми даде шанса.
И творев, работев през Дарио и тоа беше леле, тој проект беше најтешкиот у мојот живот. Значи снимавме по 40 сати снимавме, по 40 сати снимавме. Па ќе направиш грешка. Ајде од почеток, све треба, па текстот го имаш, па треба текстот да го научиш на памет, па пред мене. Ама за жал не успеавме, бевме гледани. Зошто не успеавте? Зошто? Се ќе кажеме на работа за која Дарио ќе ми се наљути, но мене ми е баш гајле ако Дарио ми се наљути. Па не, подобро е директно да каже Само зашто. што почнавме. Првата вечер се емитување. Ми се јава Дарио. Тоа беше мај месец. Април, мај. Дарио му викам. Он битолчарец е лице парабитолски. Мило, абе вика, одна ми се јавија да те бркам, одна ми се јавија да зборат против тебе. Кој? Нема да го кажам неговото име, затоа што е јака зверка за жал. Познат македонски новинар, водител, беше на време и сега едно менаџерче локално. Ја знам причината зашто да ме мрази, кога од него сум повисок 15 глави, многу сум послаб од него, многу сум побав од него и многу сум помлад од него. Ќе ти го кажам после снимање, нема да го кажам неговото име, пошто само ќе му кренам на акции. И вика, тргни го бе тој, јас тема ти донесам ниту еден пејач ако работиш со тој. Извинете ме на израз, дечки, педер, ваков онаков. И Дарио многу нормално дека не го послушал, ние си работевме, но свативме дека за жал не се чувствуваше таа тензија од не се разговор. чувствуваше. Не, Дарио секогаш поддржуваше мене. Секогаш Дарио ме поддржуваше. Јас кога се збогувавме со Дарио му кажав дека што и да работам, дека Дарио секогаш ќе го контактирам, пошто неговата продукција е исклучително многу добра. И Дарио има големо знаење неговата ќерка на Марија, која што малтene ми генерација. И можам да кажам дека со нив имав едно прилово искуство, но свативме дека не успева естрада во Македонија. Не. Кога почнуваш од нула, не успева. Не, џабе кога имаш гледаност, кога знаеш она не ти кликтува. Народов кај нас за жал, еве сега со овие емисии што искачаат, твојата е ненормално добра и гледана. Има луѓе што гледаат, но за жал има луѓе кои што само гледаат од чист сеир. Никој не се внесува во приказата и за жал не се познати јавните личности во Македонија. Не знам дали ти си имаш соочено со тоа вака што е слуштала за други луѓе, јас имам. Например, 8 популарни звезди кои што во твое време биле популарни, во мое време сега се во нека нормална стагнација и мои камермани викаат не знам кој е тој, не знам кој е таа. За жал во Македонија нема они сенс како што има во Србија. Во Србија живеат за жолт печат. Во Србија, зашто работев во Србија, сум гостувал во српски емисии, знам како е. Во Србија уживаат во трач, уживаат да гледаат емисии забавни. Кај нас не, кај нас уживаат да гледаат политички емисии. И затоа не успеваме. Не успеваме по друго пример. Јас сакам гостин кој ќе мислам мој гостин ја што имам да го долам моментот од неговиот приватен живот. Кај нас се ограничени, никој не ќе да говори на таа тема. Тоа е лошо. Мораш да кажеш. Мораш, затоа што Ќе мотивацијски дадеш, ќе бидеш. ете така и некој пример ќе дадеш нели на гледачите. Апсолутно мотивацијски ќе бидеш помагател за некој одредена тема на гледачите кои што можеби се соочуваат со истиот проблем. Ама јас сум тука да зборам искрено за се. Беше во Србија, така? Да. Кажи ми за тоа. Запишав еден курс, на академија поточно, една академија. Поврзано со новинарство, така? Ова беше ТВ новинарство. Тука завршив новинарство на класика и кој што е на вистина перетечен факултет. А во Србија многу сакав ТВ новинарство, буквално ова. И они имаат многу академии, јас се одбрав една од подобрите академии. И отидов во таа академија и учев буквално. Имав часови, ама ја пошто сум на Скопје не можев да патувам нели секој ден и од дома си имав часови, онлайн бев јас. И веќе дојде тој период, тој беше мај-јуни, кога морав да одам на пракса. И отидов на пракса, гледав, учев, помагав, ми испрашуваа, решавав и положив. Не очекував дека ми виктат во емисија. Мојот стајлинг за нив беше една атракција, како што и во Македонија, но кај нив во една позитивна смисла. Они гледаат пари. Чек, овој мали е будала, може да е кретен, може да е педер, било шта да е, овој има да направи рейтинг. Ме зимаат. Тоа е твое право. Да, ме зимаат. Ќе зборем и за тоа. Ме зимаат во емисија, гостував, зборев за театри, зборев за многу теми кои што се допирливи за секое уво и направив бум. Ама ова никогаш се го кажав јавно и да никога не сум го кажал, дури не го кажав до моите родители, сега ќе го кажам кај тебе јавно. Да не е нешто да не карат после. Нема да те карат. Може мене ке ги познам се Добро, ајде. Не, ова никога не го кажав затоа што сум многу лојален.
Јас добив понуда да гостувам таму во многу емисии, но не добив некоја конкретна, нели, работа да работам. Добро. Се одбив, ги одбив гостувањата таму, иако можеби мојата кариера ќе се сменеше. Јас мислам дека така се смениш. Затоа што во тоа време, јуни, работев од себеле до вечер во Прва скопска телевизија. Затоа што Никола Тасев, газдата, ми даде шанса да работам, договорно дело потпишавме се, јас викам, Не си сакал да го загрозиш? не можам, јас раката ќе се исечам, ама не можам тој човек да го оставам на цедела. Не само него, никој. Затоа што сум првенствено лојален. Јас ги одбив. И еден водител од Србија, познат Мили се вика, ме навреди, вика, ма ти не си нормален, клошарчино, една, иди бежи, ништа нема да уредиш ти у кариеру. Викам, окей, викам, тоа си е моје, дали ти викам, ќе направам, има да направам, викам. Јас викам, веќе тука работам и сега немам време, викам. Сега си свесен дека мораш да ставаш секогаш на прво место. За жал, затоа што никој не ти е благодарен. Тоа го сватиш. Точно. Ти колку и да правиш за жал за овој народ, знаеш како? Тука владе еден обрат, еве, твоите ќерки се, твојата најстарата ќерка е малку не моја генерација, а малата е доста мала. И сега влега во тој пубертет и ти сигурно ја учиш на оние нормални вредности кои што тебе те учат како ти мајка. Така е, пробувам. Ама Се за жал, школото и улицата ги учат сосема други вредности. А тоа е... Улицата, ајде не улицата, социјалните мрежи. Да, социјалните мрежи. Јас ја молам да иде надвор. Ама тоа е. Значи, сега владе едно правило. Ти што си подобар, испаѓаш поглуп и побудала за народов. Значи, ти ако помогнеш, за жал, како бумеранг ти се враќа зло на некој начин. Во оваа држава, за во странство не знам. Но во оваа држава знам дека ти ако некој помогнеш, ти те смета тебе за глупав и мисли дека ти си будала, ова е глупав, највен ќе го искористиме и ти прави Ај, зло. после пак ја пробам и дури не сватиш дека се изигран. Да. Ама јас те секам. Јас те секам на секој нов човек Сето што школа влегува- се градиш, се јачаш, така да. Да. Ама да ти кажам, секој нов човек што ми влегува во животот, на секој што можам ќе му помогнам. Ако сака, нека ми направи зло. Јас помагам. Да чувствувам среќен. Ние прв пат кога се запознавме, бевме договорени 2,5, така, на саат 2, ние Не завршивме... бе кафенце. Кафенце, ние завршивме во 1. Во 2 завршивме. Во 2 беше? 12 сати. И тоа толку беше забавно. 12 Толку сати. добра енергија имаш. Фала ти и ти исто. Многу. И ти исто, фала Јас сум ти. искрена. Фала ти. Ме интересира, мислам, не само мене, сите, ќе збориме малце за таа геј популација. Јас сум директно исто како тебе. Така да е. Кажи ми, кој те смени? Кој го смени твојот начин на стил првен? Зошто? И сите мислат дека си геј, така? А ти Па, нагласуваш дека не си. Дека си ја сака женска популација. Види, како дете, првен викам, глумев лудило, а нема никош да кажам која е мојата сексуална пределба, да биде тоа некоја енигма која што мене ќе ме воведе во некој свет на енормна популарност. Тоа во Македонија не постои популарност. Не, во Македонија кој сака може да биде популарен и ќе нас нема пари. Кој страда тоа да го знаат сите, што сака да почнат со оваа тешка работа и неблагодарна работа. Инаку, види, најапсурдната теза која што се кружи кај народов за мене е тоа дека јас сум геј. Зошто? Затоа што они мислат дека сум јас геј само ради мојот стил. Дали може некој од публика да дојде? Може некој од публика. Ајде дечко, ова го гледаш, донеси ми го само до камера, јас ќе станам, ќе си го земам. Ај. Ни се срами. Еве, ајде дечко, ајде. Не, мантилот. Мантилот. Од трема се збуни. Од мантилот. Сакам да ти покажам нешто сликовито. Сликовито, ако направам грешка нешто со звукот, Ова не Мартинче. Нека не ми се на. А Мартин ти името? Еми се, добро, не го закупче. Ај. Нема гел. Фала ти. Мартин, благодарам. Агнеса си ја знае својата публика, тоа значи дека си ја цени нели својата публика и своите гледачи, својот народ. Тој вака си убаво, ти кажеш. Фала ти. Сега вака. Стој. Еден прстен ќе си оставам, нека мисли дека сум женет. Кажи ми причина зошто сега не ти личам на геј. Мене и прето не ме личеше. Добро, пример. Беше онака баш како што сакам јас. Сакам маж да ме онака доминантен до Да. мене.
Види, Тие сега, имаш таа народов доминација. палат. Јас сум алфа И мушкарец. сега си доминантен, ама сега си нормален, Задоволителен за македонското така, око. да. Задоволително изгледам. За жал, народот ако види ваков човек, пристојно голема облечен, самодоврба имаш. пристојно облечен, мисла дека пристојно. Секојдневно облечен, мисла дека нели е стрейт. Но многу мажи се латентни и хомосексуалци. Вака прва работа сакам да кажам дека мажите не се облекуваат, тоест стрейт мажите не се облекуваат како мене. Тие се облекуваат најнормално, најсекојдневно. Но се гееви, значи тие се хомосексуалци. Така да, драги мои, за последен пат сакам да кажам ова прекрасна емисија дека стилот не ја гради сексуалната определба. Определеност, така. Јас ќе се облакам како што сакам јас, така да сега ќе се вратам во Давид Давидовски и ќе се бидам свој. Затоа што не можам веќе да одам по постапките на кои што народот смета дека јас треба да се движам. Јас не правам криминали, не правам ништо лошо. Не правам ништо лошо, ќе се облегувам како што сакам. Не сум гол, не сум вулгарно облечен, дуку сум си со свој стил. И за да бидеме ние среќни како народ, сплотени и успешни, треба секој да си го почитува нели својот сограѓанин и да го почитува неговото право и стил на облекување. Инаку да ми ги скрата маките, јас не сум геј, јас сум стрейт и да ти кажам искрено, цело време сум со девојки, а вчера се смирив со една за која што ми ги смирува нервите. Постара од мене. Доста. Постари жени сакаш? Постари. Постари се. Колку постари? Па, најмалку нека биде 5 години постара. Зошто? Затоа што Има многу бој девојки на твоја возраст. Има, ама не се, јас знаеш е проблемот. Јас не сум да бидам како сите мои генерации, нака, да искачам да... Јас сум многу сериозен, јас сум оркохолик, ја многу сакам работа. Јас сакам да мене да има стабилна, повозраста, па добра и поискуста жена. Многу сакам повозрастни жени, затоа што од нив имам што да научам. А да имам некоја млада, јас да ја учам на се во животот, и Значи некоја да сакаш некој тебе што ќе те подучи. Да, сакам доминантност. Јас сум доминантен маж, ама сакам и доминантна жена. Еве за девојките каков стил на девојка ти одговара? Види, јас сум исклучително висок, така да сакам девојката да биде висока, да се облекува исто модерно и да биде убава. Искрено. Нека биде змија, нека биде многу лоша, ама сакам да биде убава. Љубоморен си? Јас многу. Јас сум рак во хороскоп. Јас сум многу љубоморен. Искрено ти кажам. Со која се смири, се кажем? Со оваа што видовме оној пат или не? Друга? Таа е помал. Помала е таа? Да, мала беше таа, мала беше. Таа една година постара од мене, таа има 24. Значи, јас бев сведок дека Давид е стрейт. Стрейт? Па увеца кога отидовме. Она ме вика у ресторанот во кој седев месите и ми вика дали си нормален, вика луѓето ќе чекаат, ама нека чекаат, вика. И фала и. Од кого си највеќе разочаран од јавните личности? Па еве, спомнав ова... Инфлуенсери, пејачи, еве, кои ти дале подршка, кои не ти дале подршка? За подршка ми дале навистина многу, ама за... Тоа се во главно луѓе кои што се 40 плюс. Таа ваша генерација, добро, ти си на 41, ама таа ваша генерација мислам дека последна добра генерација, која што е воспитана со вистински вредности. И има некоја доза на огромна добрина во нив. Тоест во вас. Од сите, од Перено Каут, од Бојана Скендеровски, од Миле Кузмановски, од Принц, од Брейк, од Никола Тасев, од многу пејачи, од Кристина Димитри, од ќе се извинам ако заборавам некој. Но од многу луѓе. Аз сум бил разочаран од исто така многу луѓе, а најголемото разочарување ми беше дефинитивно од Стефан Лазаров. Од Стефан Лазаров беше најголемото разочарување. Јутубер, така да. И од ова, сега што спомнав, ова малава што ја примив во телевизија, ова Ангела Апостоловска Петревски. Ја не сум многу разочаран, да ти кажам искрено, затоа што не ми се заблагодари. Агнеса, јас сум ментално без работа. А зошто овие две имиња што ги кажа си незадоволен? Сега ти објаснам, јас сум ментално без работа. Ако ти на пример мене ме вработиш, пример во оваа редакција или ми помогнеш да работам, јас знаеш што на глава ќе те носам, дур сум жив. На глава ќе те носам. Благодарен си. Да, и рака ќе сечам за тебе во било кој време, пошто си им помогнала. Девојчето не ми кажа фала, јас те викам дека она требала да ме части. Јас барам благодарност. Така да и други работи што сум слушал за неза, нека служи на чест. Јас имам мало дете, јас своето си го направив, сакав да помогнам. Но од неза не добив благодарам. А што ме праша? Што го спомна Стефан? Стефан? Да. Види,
Јас со Стефан почнав еден многу Вие добар. сте разлика 2-3 години, мислам. Не, Стефан е постар од мене. Јас имам 23, мислам дека Стефан има 28 или 9. Значи едно 5-6 години сме разлика со Стефан. Мислам. Не, постар е Стефан од мене. Стефан со мене почна, јас почнав со него еден многу убав однос, коректен однос. Значи он ме покани кај негова емисија, пред тоа не се познававме и беше многу културен со мене. Преку Зоки, така? Не. И па кој те викна кај него, мислам? Лина Пеовска. Аха, што знам дека тогаш со Зоки. Не, Во со емисија заедно. Лина Пеовска. Она ни беше конекцијата, затоа што јас бев со нејзи другар, он беше со нејзи другар и така. Со Лина се дружиш уште? Не. Па нема да се јави затоа. Добро. Да. Не е страшно. Не, поздрав до Лина, се најдобро можам да кажам за нејза. Инаку, она ме дала бројот на Стефан од мене и Стефан ми се јави. Среќен роден ден, викам, не ми е роден ден, викам, утре ми е. Утре да ми додеш емисија, ќе ти дојдам, викам, ајде. Само да погледам, единствената емисија што гледав беше со тебе. Викам, добро, што е работава, да. Викам, зошто, викам, чита коментари, многу гадни коментари пишуваат луѓето. Ја не знам зошто имаат потреба да се хранат со злоба. Не знам. Зашто тој ме храна. Не можам да го разберам. Ја би се хранил со добрини. Да пишам Незадоволството. Агнеса, зошто личиш на Барбика? Дали Агнеса е Барбика? Дали Агнеса е од Дизни? Јас тоа би го напишал. Баш многу убаво кажано. Ти си жива Барбика. Срце. Не ти правам лице. Благодарам. Ти и уште една што се шуња вака не е популарна, ама сака да биде популарна, и Маријана Станојковска. И има и други, ама вие сте ми живи барбеки. Значи крај. Сега, и Стефан ме викта, јас го замолив. Молим те, викам, ме гледав емисијата со Агнеса. Многу вреѓаат. Молим те, мене ке ме вреѓаат. Молим те, викам, јас ќе ти дојдам за мојот роден ден, се супер, ама молим те, викам да... Тоа беше пред 3 години, мислам. Пред 2023, за мојот роден ден баш. И он тогаш славел неколку години од постојањето нега. Да, јас му однесов подарок вино. Тој не ми донесе ништо за подарок, пошто ми беше роден ден, заборавил да е жив и здрав. Стема струја. Не платил сметка. Или интернет стема. Леле, извини, може ли да ми додеш за 2 дена? Како не викам, ќе ти дојдам? Другиот беше немаше да отиде пак. Јас му отидов. И му верував дека нема да... Јас му дарав и теми вака разбориме за општество за ова зона. Ништо тоа не ме праша, ме прашуваше така, некои глупости. Искрено бев многу понижен таму, но јас пак останав фин со него. Од еднаш не знам зошто почна да ме вреѓаат и тој и тие околу него што се. Кај те вреѓале? По социјални мрежи. Да, јавно, како не, лајвови снима за мене. Што збориш? Да, Немам лајвови, јас многу касно почнав да мутирам. Јас почнав да мутирам на 16 години, на втора година средно бев така нешто. И гласот ми беше детски. И они од тоа почнуваат да ме зафркаваат, пошто немам ништо за себе лошо, немам прљавеш, немам криминали направено, никој сум пробал дрога, нема никој да каже нешто сериозно лошо за мене. И како да го зафркаваме Давид? Ајде, видеа негови стари, ајде, леле каков глас имал. Да, имав таков глас од 14-15 години. Сега на 23 каков глас имам, да. И јас малце бев тогаш помлад, се лутев, се каравме, се вреѓавме по инстаграми. Но еве сега ќе кажам, после све што се случи, почина Зоки Фаци. Се појави нов лик кој што имаше драма со Стефан. На Стефан му пише порака. Ти простувам се, затоа што гледам дека ти е тешко. Се што ти треба, јас ќе ти помогнам. Он ме остави на син. И јас јавно кажувам дека на Стефан се му простувам. И не го мразам. Никого не мразам. Никого. Не, јас не мразам. Да, знам. Затоа што мразата е навистина најлошото чувство. Стефан не го мразам. Му посакувам се најдобро, нека се тера во кариерата, само не е фер затоа што се обиде да му уништи на некој начин. Да ме направи одвратен лик за публиката. Тоа му беше можеби целта, можеби не, но како и да е поминало тоа. Да градиме убава иднина, тоа е најбитно. Имаше еден момент каде што се извини јавно на Игор Џамбасов. Да. Зошто? Што се деси, кажи ми? Моја грешка. Значи кажуваш дека твоја грешка, затоа му се извини, така? Моја грешка затоа што кажувам, што бев искрен. Затоа што го кажав тоа што другите немаше да го кажат никогаш. Затоа што јас кога сум се родил, фигуративно кажано, сум паднал во едно буре на искреност. И секогаш го говорам вистината. Спинувана информација слушав за Игор Џамбазов, што не значи дека е вистина, и ја кажав јавно во многу добра и гледана емисија. И овој сакаше да ме туши, Игор Џамбазов. Јас тоа го слушав и не ми се јавија луѓе кои што ме се закануваа.
одма да редемант, ќе види што ќе се случи. И јас му пишав на Игор Џамбазов дека јас против него немам ништо, не се познаваме лично, иако Статко ми некогаш бил добар другар. Не се познаваме лично, му викам, но јас немав ништо лошо, јас не сакав тебе да те навредам. Туку кажав што сум слушал. И ја прифаќам, видете, направив грешка и штеднаш ке му се извинам на Игор Џамбазов. Затоа што не е фер јас тоа што го слушав го кажав јавно. Тоа е моја грешка, младелашка грешка, ќе препишеме и тоа е тоа. Секој греши, нормално е. Но очекував поддршка од луѓе, а не цензури и забрани. Мене ми се вува луѓе кои што ме викаат никогаш веќе нема да се појавиш таму и таму, ќе ти биде секогаш забранет влезот затоа што збориш против Игор Џамбазов. И еве јавно ќе кажам, немам ништо против Игор Џамбазов. Он е маестрален глумец, одличен пејач, има хитови, одличен автор, се супер. Јас само кажав дека треба и глумците други да имаат таква активност како што има он. Ми се допаѓа што Игор Џамбазов во моментов добри пораки дава, да. Да. Они За разлика од другите. За разлика од другите, Игор Џамбазов бил секогаш искрен. искрен. Некои имиња, значи јас разбирам стил, промовирај облека во ред. Доза на сексипил нека има, нормално, нели, за да Но не вулгарност. Ете така. Да. Ама не го знаат кога тоа. ќе видам дека некој говори на рил против некој или не знам што, не сакам јас тоа реално. Да, говор на Не омраз. сакам што реално имаме ние деца што не следат. Јас многу сум за децата, Така е. бидејќи ги имам. Така е. Они се школа. Сега гледаш дека многу има инфлуенсери, не знам, така? Така е. Какви Многу ги има хора, мислам? инфлуенсери, искачат, но еве Немам проблем. Нека ги има. Нека ги има. Ама нека дават, нели, пораки како што треба. што би кажал Десенгерица. Не знам колку го пратиш. Да, го Српски пратам, пејач. да. Се вака легнува Многу е откачен тој човек. и вика: "Јас сум тата на естради." Јас вака ќе кажам: Игор Џамбазов е тата на естрадата наша, тој е Статко на нашата естрада. А ние сме сите негови Игор, деца. овај за почит сега што го А сите сме негови деца. Така да, мојата грешка што направив, што спинуван информација што ја слушав од одредени луѓе, ја кажав јавно и тоа е моја грешка, што не значи дека е вистина. Добро, Игор е добар човек и ти прости. Ми Мислам, прости, сите да, си да, прости, јас сум само среќен. работа, не. Јас сум среќен и сакам некогаш да седнеме со Игор Џамбазов и кога ќе дозде кој ми е татко дека биле порано другари, знам дека ќе се мирил со мене. Ке се помилува дури. Да. Кажи ми што би променила, дај ми 5 промени во општеството ти што би ги насочил. Прва работа, здравството. Прва работа. Зошто? Затоа што кога ќе одите на клиника во комплексот Мајка Тереза, клиничкиот комплекс Мајка Тереза, ќе видите на вистина апсурдности и на моменти кога мислите дека се наоѓате во Бангладеш. Значи, прва работа, треба да се направи сосема нова болница, државна болница, значи да добие сосема нов Или објект. да се реконструира, мислам. Апсолутно. Значи сосема нов објект, прва работа. Втора работа, треба докторите стварно да си сакаат својата работа. Затоа што докторите кога даваат заклетва, тие кажуваат дека треба се прават за народот. А не е така. Да, за пациентите. Доцнат за пациентите, да. Доцнат, арогантни се со пациентите. Не секогаш се инволвирани конкретно во нивните здравствени проблеми. Така да, не знам што да кажам, жалоста е се што се случува во нашето Ги здравство. чувствуваш како надмени дека името доктор го носат, па затоа се такви? Можно е и тоа. Да. Надмени се докторите, тоа треба да се смени, значи здравството од корен треба да се менја. Прва работа. Втора работа, ние немаме култура. Значи нема култура. Значи театрите не се слабо посетени. Тоа е второто. Да, тоа е второто. За еден народ да биде изграден, како вистински, јас би кажал една компарација да направам со било кој европски народ, треба дефинитивно културата да биде многу развиена. Да има народот потреба, желба, порив да има народов да оди по театри, по било какви други нема таа културни навика, да. институција. Ја нема. Значи културата дефинитивно треба да се промени. Ами треба да се поекспонира, значи повеќе. Апсолутно. Трето што би направил, образовниот систем, затоа што Тука и јас сум за, да. Да, ти имаш нели две ќерки, знаеш како оди. Мислам дека навистина се случат непотребни работи, со оглед тоа дека јас пред 5 години завршив средно, пред 4. Завршив средно, така да можам да кажам дека имам потполен кредибилитет да кажам дека
Образованието наше е катастрофа, случајно вистина непотребни работи. Мислам дека треба се даде акцент на етиката и на моралот, затоа што децата уште во најрана возраст носат во школа ладно оружје, по екскурзии купуваат ладно оружје, пијат алкохол, за жал конзумираат наркотични средства и пушат цигари. И затоа се создава таа некоја омраза. Четврта работа. Кога станува збор за нашиот домен, тоа е Чекај, медиумите. како би го сменил еве ти образовниот систем? Пример, во средните Најдобри школи еве. стручњаци би седнал на еден брифинг на една голема маса и да видиме луѓе што нам ни е потребно, што не ни е потребно. Оваа тематика не ни е потребна, затоа што на децава нема никош да биде потребна, а тоа е многу делови на математиката, верувај. Тоа сите деца ќе ги бранам, затоа што еве јас на пример. Не ви требаат многу математики во животот. А професорите? Математиката е потребна на таа општа математика. Не зборам за професориве што се достапни. Професорите под хитно треба да се го сменат својата ароганција треба да сменат, својот карактер треба да се го сменат. А тоа што за жал они се првенствено педагози. Ништо П нема од педагог кај нив. Многу се арогантни спрема учениците, поготово зборам за средно. Гледаат ако е оваа мајка, детето ќе го почитува. Да, тоа постои непотизм во оваа држава. Еве, непотизмот би го сменил. Еве пета работа која би ја сменил во нашава држава. Некако кога станува збор за телевизија и за медиуми, да се укина турските серии сакам. Не сакам турски серии. А после постариви што ќе гледаат? Македонски ќе гледаат. Значи, доволно имаме пари во нашиот буџет да се снимат македонски серии. Затоа што... Еве, дај ми последна македонска серија. Преспав. Направи бум? Направи бум, да. Зошто Преспав повеќе не се снима? Ја не сум видел Преспав одамна Да, на телевизија. Значи, Преспав направи бум. Преспав направи бум. Треба повеќе хумор во оваа земја, треба повеќе стендап, треба повеќе забавни емисии вакви. За народов да... И македонска музика треба да се експонира дефинитивно. Слабо експонирана. Не, слаба е. Пејачиве, јас работам со нив. Пејачиве не ги знаат. Пејачиве не ги знаат луѓево. И крај. Не ги знаат. Кој е ова, кој е овој, кој е ова, кој е овој. Кога тоа се експонира јавно на телевизија, тогаш ќе уживаме во една македонска А благосостојба. стендап нема кај нас. Или имаше, мислам дека еден Баркли? не знам како се вика, баш тоа е онака интересно како Дебел. да. Баркли. Нема да се љути Баркли, Баркли е дебел, ама сега слаб е. Баркли е легенда, што да ти кажам. Баркли е најдобар стендап комичар. Сашко Коцев, Бојан Велевски, Александар Ѓоргиевски, многу има добри стендап комичари кај нас. И мене знаеш што ми е жал? Што настапуваат по кафичи. Зошто тоа да не се емитува на телевизија? Зошто македонецот кога ќе седне дома со жена му, со децава, кога ќе седне да гледа да се смее на македонски производ, на македонска програма? Зошто да гледа турски серии? Тоа би го искоренил. Ја би дала медиумски простор за тако нешто, да. Да. Како нели што имаме бубамара што се смеат, мислам баш онака Повеќе интересно. манифестации треба, повеќе манифестации. Да, забавни. Што е патриотизам? Ако сакаш тоа да ме прашаш, патриотизам не е само ти да земеш македонско здаме и да кажеш јас сум македонец. Не. Патриотизам е кога буквално уживаш во македонски производи, кога македонски производи се емитуваат на телевизија, кога гледаш македонски производи. Тоа е кога уживаш со македонски производи, не со странски. Тоа е А патриотизам. пред 3-4 години баш беше нели нагласено македонски производ и ништо, да. Тоа е. Кажи ми, Давид, имаш ли пријатели? Не. Другари и пријатели, зашто Тоа е сосема различно. различно е така, да. Пријатели Пријател има. нели и така што се гледаш Другари на моменти, не. другари што Не. си 24 часа, Не, што не. знаат да ти слушат, што знаеш ти да ги слушаш, Па, имам таква една што пријателка. слушнеш добар совет, мислам дека мајката само. Не, мајка ми е другарка тогаш, ама не, вака, ако надвор Па, за озборим другар, од за крвна другар, врска, не, еве да не ги спомнуваме моите во оваа конотација, затоа Не, што ако сепак тие мене најдобар тие се другар- родители. Тие се Ако, родители ако, сепак. ама Ако и- кod друг, ама се извини се вака за секс не можам да зборам со мајка ми. Зашто да не можеш да збориш? Затоа што сум машко и затоа што имам 23 години. Малце, а со другар на пример можам да зборам за секс. А со Тука татко ти можеш? срам ми е. Не може. Зашто? Види, пријатели имам, ама Колку? тоа се Во моментов нек ти дека. двајца тројца. Кои се? Сашка, Добро. Тања,
Анита и еве да го кажеме Дарко. 4. А другари не. Ја сами се тргале од мојот живот и јас сум ги тргнал повеќето од нив, затоа што на пример секогаш се срамеле кога искочиме негде навечер, ми давале ултиматуми и облечи се нормално. А ја на пример навечер никош сум Тоа морал. навеќе сум го мрзела јас. Облечи се Јас нормално. сум пример стил еве Не вака, сакам да се живам. облечи патик или не знам што, знаеш, извини ако сакаш да бидам твоја другарка така, ќе ме почитуваш каква што сум. Браво. И тоа е тоа? Па значи не биле прави другари. Не. Не. И затоа одлучив се да тргнам од животот. А и за жал, морам да кажам јавно, мора да се Прифатиме бориме каква со што сум, младината, затоа што многу е за жал дрогата достапна за младите луѓе Да. и за жал многу луѓе се дрогираат, посегнуваат по тој порок, така Јас да дури би апелирала, значи министерството нешто нека направи ова по Јас кафани, ги вика молам, фечи тоа страшна работа, ги јас со молам своји очи сум гледала. сите надлежни Нека на органи. 5 минути ето веќе, да. да, сите надлежни органи да превземат мерки против дрогата затоа што многу млади луѓе се дрогираат, а јавни личности. Давид, нешто интересно што еве не знаат да откриеме, нешто што сакаш да кажеш онако од душа. Што ти изнервирало највеќе? О, неправдите ми изнервирана. Па баш сега зборевме за лажни другарства. За лажни другарства. Тие најмногу знаат да ме изнервира. Знаеш кога помагаш многу и кога се даваш и кога се 47. Енергијата дури тие целото. Да. Јас можам да поднесам енергетски вампири. Име се немува. И после тоа сваќаш дека си искористен и никогаш ги нема. Најмногу ме боли кога се соберам храброст да побарам минимална помош од некој кој што сум помогнал јас многу и кој ќе ме одбие. И затоа веќе не барам помош скоро од никој, затоа што знам дека ќе ме одбие. Ме боли неправдата за жал. Како ти кажам, во оваа земја на пример еве сега се појавува човек кој што го бијат лоши гласови, човек кој што знаеме дека е синоним за нешто лошо, а си ужива многу права и привилегии, кои што ние честите одиме степ бај степ, скала по скала за да оствариме некоја цел, тој добива се преку ноќ. Малце тоа ми е криво, но Сакаш да потенцираш некој? Не го потенцира, да, јавно лично, не го потенцира. Народов знае, небитен фактор. Давид, за крај, мислам дека добра информација дадовме нели на гледачите, некоја смешна анекдота, што ти се десило во животот? Ми се случиле многу смешни анекдоти, ама знаеш кога треба ти тектат, оние најинтересните, ти се блокира мозокот, тебе сега ми текна на една, кој што може нема да биде вам смешна. И тоа е, јас сум кривиот. Значи, сакав, како дете ти зборам, 18-19 години имав, сакав да запишам еден курс кој што добро што не сум го завршил, пошто веќе секој се занимава со работа, тоа е еден маркетинг курс. И сега во Скопје. И сега се јавам на бројот што го најдов на интернет, се јавам и господјата ми збори, вика, ајде да ми објаснува, да, ние работиме тоа, учиме тоа, групата е толку, ова, она. Ја викам, фала ви господја. Господја, кажете ми кај се наоѓате, каде може да дојдам, како може, кај да паркирам, ова, она. И она малце, господјата, малце си го смени тонот, малце беше подрска и вика, па тука имаш, ама збори многу пискаво. Фала ви многу, јас се извинувам, викам, не бе прашав за името. И она на пискав начин ми го кажува. Ќе го кажам, Драгана. А не е Драгана, јас мислам дека... Не, Драгана е, ама не е Драгана. Јас мислам Драгана. Фала ви Драгана, јас уште упорно, фала ви Драгана. Одам. Пред курсот, звонам на врата, искача гласот. Хајде влези, женски глас. Тоа ти бил Драган. Тој бил машко. Со исклучително изразени женски хормони и со женски глас. Јас кога дознав, кога видов, кога се соочив, јас викам, Драган, јас ви се извинувам. Абе, уживај, вика, не си ни прв, ни последен, вика, уживај. Сите мисле дека сум жена. Он е навикнат. Да, јас викам се извинувам. Знаеш како? Душа. Ја, господи, фала ви Драгана, добро, а тој да ти бил Драган. И тоа, знаеш како изгледаше? Драганичте, она, Авиончич некој, а? Да. Давид, имаш уште нешто да кажеш интересно или? Интересно, вака. Ајде, да се ги поздравиме сите наши гледачи. Тоа може. Да им посакаме среќна нова 2026 година. Што е наскоро? Рано е, рано рано е, уште рано. малце 1 декември. И да им посакаме сте најдобро, да им посакаме многу среќа во животот на сите, да бидат искрени во животот, Да не да се се злобни, сака, само убави мисли да не се мразат. злобни. После сите овие желби што ги упатив кон искрени желби кон нашите гледачи, твоите, сакам да изразам уште една желба. А тоа што навистина беше голема чест што ме викта во
ова прегламорозно студио. И мене ми е чест. Јас сум гостувал по српски емисии, ама вакво гламорозно студио живот немам видено. Благодарам. Пребаво студиото и топло, што е најбитно. Да, топло е. Топло е, а не во другите камела да се тресеме. Топло е. Фала ти многу, ти посакувам многу среќа на тебе Благодарам. и на целата оваа прекрасна редакција. Ви посакувам навистина многу среќа и како и секој да се бидете најгледани, најчитани. Така да, Агнеса, ако ми дозволиш, имам уште една желба да те бацам. Сакам ова, ќе си го извадам, ќе си се одјавам. А да ме бациш сакаш? Да, фала ви на сите. Чао, чао. Еве, вие моеве гости сите се интересни. Леле.